Благодарам, председателе. Почитувана јавност, со овој закон сакаме да отвориме системот за идеи и капитал, односно да ја промениме филозофијата за јавно-приватно партнерство во Република Македонија. Генерално со овој закон предлагаме три нови нешта. Првата работа која што ја предлагаме е да го отвориме системот за јавно-приватно партнерство и кон приватниот капитал, бидејќи досега во Република Македонија јавно-приватно партнерство може да се склучи само доколку државата или општината го бара тоа од како потребан или во таа насока на реализирање на одредени проекти. Ако го усвоиме овој закон, тогаш ќе дадеме можност и на приватниот партнер да понуди иницијатива до владата, за да може да се состави јавно-приватно партнерство за реализација на проект од општо добро. Втората работа која што ја нудиме и која што сакаме да го редефинираме системот на јавно-приватно партнерство е создавање на така наречено институционално јавно-приватно партнерство. Ова е особено добро и особено потребно доколку сакаме да реализираме проекти кои што се особено важни и особено големи и кои што би требало да траат повеќе години. Тоа значи дека во ваквиот начин на институционално јавно-приватно партнерство, приватниот инвеститор и државата или општината заеднички во содружништво ќе формираат ентитет кој што ќе треба да го прво реализира ова јавно-приватно партнерство, а потоа кој што ќе треба да го управува. И третиот дел кој што е особено важен, ја засилуваме регулацијата, ја засилуваме јавната, односно законската рамка на кој начин ќе може да се склучат овие јавни приватни партнерства. Почитувани колеги, почитувана јавност, јас видов во изминатиот период во јавноста неколку отворени прашања во однос на овој дел и морам да констатирам дека секој еден кој што има отворено прашање секако тоа може да го направи во контакт со пратениците кои што сме подносители на овој закон. Можеме детално да се објасниме дали тоа кој што тие тоа така го разбрале е вистина или не, но апелирам пред да се реагира во јавноста добро да се прочитаат законските решенија, заради тоа што како и за овој така и за претходниот закон не може да биде изигрување на закон, законско решение кое што бара исклучиво да се затегне правната рамка и на државата да се даде плюс поголема можност да одлучува, да контролира и да ги следи законските мерки кои што се вклучени во ова законско решение. Така да, сметам дека со ова усвојување ќе може овој нов капитал, овие свежи идеи да влезат во македонската економија и на таков начин да генерираме поголем раст и развој за македонските граѓани. Благодарам.